Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И денес се надевам дека ќе останете до крај со нас и се разбира ќе ги проследите сите оние информации кои што се подготвени да ги доставиме до вас. Имаме една интересна тема, значи употребата на антибиотиците и нели во вториот дел ќе проговориме и за актуелната состојба со коронавирусот и новиот сој Омикрон. За таа цел веќе со мене во студиото е професор доктор Никола Пановски, кој што е специјалист микробиолог и е исто така председател на мултисекторската комисија за контрола на антимикробна резистенција. Се разбира, во време на ковид имаше голема потрошувачка на антибиотици, дали е тоа оправдано или не, бидејќи Агенцијата за лекови Малмед минатата недела излезе со реакција дека навистина употребата на антибиотиците изминатиот период била голема и за таа цел денеска одлучивме малку да појасниме некои работи. Професоре, ви благодарам за одвоеното време и драго ми е што сте за прв пат во ваш термин мој гости. Благодарам на поканата. Так, кажав во најавата за што ќе говориме. Пред се да го искоментираме она што го кажа Малмед. 18 ноември беше Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците. Вие како председател нели на мултисекторската комисија, какви се вашите сознанија? Да, тој ден од 2010 е и недела на Светска здравствена недела на борба против антимикробната резистенција или антибиотска свесност, што би било буквален превод. Значи да сме свесни каде одиме со тоа што се повеќе имаме отпорни бактерии и инфекции во болниците, кои тешко се лечат или за кои такви соеви има. Јас сум ги држал во рака, што се вика Петрева плоча, каде на пациентот не знаеме што да му дадеме вратени, како да е тоа пред 70 години, кога не постоеле овие денес што се чудотворни лек, чудото на 20 век. Значи, јас од разочараност воопшто не учествував во денот на овако рационална употреба на антибиотици, бидејќи се мене, ниту еден од Сдруженијето на микробиолози, инфектолози, ниту една здравствена установа, еснавските организации, Министерството за здравство не реагираше на тоа што ја го објавив на 18 ноември вечерта на Facebook. Какви се нашите сознанија за злоупотребата на антибиотици, тоа е значи 18 ноември 2020 година, на 2 антибиотика. Да, вие апелиравте во неколку наврати. Да, и какви штети се прават. Прво здравствени, а потоа економски и дека смртноста од ковид кај нас, меѓу другото се должи и на таа паника и на препишување на лекои кои врска немаат, никаква врска немаат со ковид. Така. Уште не сме нашли кој автор на таа протокол под наводници, на таа штетна практика и како тоа се прошири. Инаку нема никаков ефект од тие лекои. Така. Дури да е бактериска инфекција, компликација, не се тие лекои кои би се давале. Тоа се лекот Цефиксим, или Панцеф, познат под заштитено име, или лекот Азитромицин или Сумамет. За Сумамет имаше некои податоци на почеток, негде во март, кога почна пандемијата, дека може би дава ефект ин витро, меѓутоа тоа се докажа дека не дава ин виво, значи во лабораторија може да спречи размножење, меѓутоа немаше ефекти во лекувањето. Тогаш почнаа самите пациенти да купуваат и тоа беше во цел свет 2-3 месеци. Меѓутоа од јуни негде 2020 во светот се прекина таа праска, да кажам дека тоа е хрватски лек. Така. Едно од најголемите научни достигнувања на Балканот, понеден 90-тите години. И јас со тој лек сум работел, јас прв сум го испитувал во Македонија како делува на бактерии и сум бил надвршен соработник на Плива. Плива е го пронашла низ светот кај што се продаа под името Сумамет. Значи тој Pfizer го купи ко Зитромакс и така, но лекот е интересен, меѓутоа врска нема со ковид. Да, меѓутоа многу и јак е како антибиотик. Па не е јак, тој е јак кога ќе се даде кај што треба. Мислам, не потребен, значи не постои антибиотик што делува на вирус. Не, сакам да кажам, воопшто кога се употребува за некоја потреба, навистина е еден посилен антибиотик. Неговата предност пред другите лекови, што не е до сега приближно ништо најдено, дека со една таблета, ако ја испиеме, ние 10 дена сме заштитени. Значи 10 дена во нашите ткива, тој бега од крвта во ткивата и 10 дена ние сме заштитени
Почна да се даа 5 дена, потоа испитувањата кажа дека исто дали ќе даете 3 дена или 5 дена. Па потоа испитувањата кажа дека исто дали еден апче ќе се напие 1 грам или ќе пиеме 3 пати по пола грам. И јас тоа ги прашав колегите од Плива и од клиничките центри таму во Загреб, што работевме со зитромицин, зошто не одиме на една? Една таблета се дава кај сексуално преносливи болести, тоа пише во упатството. Рекоа, може нема да го прифатат докторите, ќе одиме на 3. Беше 5 дена, купно грам и пол, на 3 дена. И така се да, тоа е предноста. Значи, ви кој ќе испиете третата таблета, рачунете дека 7 дена не треба да пиете, а се пие само еднаш дневно. Чудотворен лек во смисла на давањето. Што видов ја овде? Знаев дека некои во тоа не веруваат и така натаму, видов дека тој лек упорно од субспецијалисти кои мислат дека се знаат, а доволно упатството да го прочитат, кои не го прочитали упатството, замислете, дава двојни дози кај пациентите, викаат да ги пие 6 дена лекот, што е токсично. Да, и многуминат го консумираат така по 6 дена. И во ноември баш кога беше тој бранот, фактички прв бран кај нас, не лани, да, минатата година, да. Имаше препишано од фондот, рачунето што толку имаше купено од луѓето сами што се купувале. Препишано на Розев или од фондот, значи 71.000 рецепти во еден месец, а тој месец немаше ни 15.000 болни од ковид. Така. А број на осигуреници 40.000, значи повеќето добиле две и тоа во комбинација, не знам од кај им паѓа тоа, со овој лек Цефиксим, третогенација кој се чува во резерва и апсолутно нема врска со ни со ковид, нити па со тие евентуално компликации кои би се јавиле од ковид, и тоаш реагирав. И зачудо имаше реакција од пациентите најмногу, се загрижија што им се препише, почнаа да прашуваат, почнаа да читаат. Така. Да во декември се намали од 70 на 20.000 рецепти, што во финансиски ефект беше 250.000 евра само за месец декември. И кој декември имаше случаи. Сега нашата состојба што е? Никој не реагираше, освен во фондот, некој си партиски директор честаено, кој појма нема од медицина, место да се заблагодари што он почнал да истражува кој мене ми ги дал резултатите, кога да се на татко му резултатите, и не реагираше фондот, министерството. Воопшто и сите тие други кажа, ги молиме граѓаните да не взимаат лекои на своја рака. Ја им дам податоци кога се препишани од државна установа, дека се платени од буџетот на фондот, они упорно кажува нека не. Значи, фактички, подобро нека оди вака, само да не оди у јавност. Немека лошо ќе звучи. Така. И место да се презема тогаш мерки, не се презема ништо. И до ден денес воопшто. И сега новите податоци што ги кажа од фондот, дека сума медот помалце се припише на него место панцефот, и точно кој ќе видите кривата што има за ковид, така одат антибиотици. И тоа овие два, кои немаат врска со ковид. Со ковид, да. Значи, вика 3%, ако денеска има малце, односно вчера, ali има 1000, да речеме, случаи, околу 30 ќе добијат бактериска компликација. Така. Ајде, задржите мислата само да видиме кој се јавува. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Добра вечер. Дали го имаме гледачот, режија? Да. Повелете. Ало, добро Повелете. вечер. Добро вечер, ве слушаме. Се јавувам, пред се поздрав до вашата телевизија и докторот и нормално сите комплет. Благодарам. Би поставил на докторот едно прашање. Со две примени вакцини и прележан ковид, после колку време после прележаниот ковид да се прими третата вакцина? Добро. Прво сте се вакцинирали, после сте прележале? Или обратно? Да. Вакциниран, па прележан. Па прележан. А колку време има поминато од кога веќе сте прележале? Па 15 септември заврши. Добро. Ви благодариме. Еве, доктор Пановски ве. Ако било наистина прележување, да не било тоа само позитивен тест со симптоми, значи
да разграничиме што е позитивен сум, Так. е здрав и може нешто друго има некоја настинка. И тоа ако било навистина ковид, заедно со вакцините, негде може од февруари натака, јануари, не мора да брзат. Може и сега, меѓутоа не мора да брзате, бидејќи прилежувањето ви е како една трета доза, а за четврта доза уште не ни кажале ја имам 3 дози. Примерно кога ќе ја примаме четвртата, веројатно сепак ќе чекаме 6 месеци. Така да, у тој смисол, ако е септември, не би требало пред февруари да размислувате на трета доза. Така. Еве се надевам дека ако сте прележале ковид со така нели со симптоми на вистина, тогаш веќе од февруари ќе може да ја примите и третата доза на вакцина. Имаме ли некој друг гледач? Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. На здравје, нека му е на докторот, гледам се закажа да не има корона, се шалам, нема. Кој знае што имаме више? Да. Со 3 дози, ако имам корона, ај со здраве нека. Настината имав, ама ми проаѓа. Мислам, 50 дена. Доктор, извини, со тиот респект, јас ценам предпоставени интелекти, наши, имаме сето тоа. Ама знам еднаш во една емисија, те пратиме, да знаеш, во една емисија рековте дека јас зедов една доза, имам се антитела, измерам ние, си стојам до прозорот, мака си немам. Значи влезе излезе 100 години, значи до прозорот си стојам и веќе не мислам да примам друга вакцина. А сега доктор да ви кажам главната работа. Значи моje мислење, како интелект, едно што е непознат вирус, едно што нема лек, па најдоа вакцина, не може денеска да го излечиме, утре ќе го спречиме. Мислам за логиката збориме, не за науката. Некојаш и логиката, знаеш дека во физиката, например, прво се ствараат теории, па после се докажуваат математички. Прво теоретичарите ги отвараат патишта, го кршат гледот, а после се докажуваат математички. Него да кажам што мислам да кажам сега. Ајде повелете, скратете малку да. Да. Видите, докторе, јас мислам дека ова е тотална изолација. Значи, ти кажам мој проблем што ми го направија. Некои клошари што нема завршено ни осмодрење. И тоа не како вас, да речеме, професор на факултет, и јас како дипломиран. Може ли вака сега во прилог на времето, зашто немаме многу време да... Секунда е готово, момент. Само конкретно прашање. Целта е или да ме изолира, секунда му ме молам, да ме изолираат, да ме оцрнат, а тоа е целта и на короната. Значи целта е да го оцрнат некој човек, да го изолират и еден по еден да не уништуваат. Добро, ви благодариме на мислењето. Може ако има следен гледач, бидејќи бараме конкретни прашања, ако имате во доктор Пановски, за да не губиме време, сепак нели емисијата не ни трае многу долго. Дали има некој друг на линија и дали имате конкретно прашање? Добро вечер. Повелете, ако имате конкретно прашање, само ќе ве молам во прилог на времето. Конкретно прашање. Ето, повелете. Ало? Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до сите. Намалете го тонот на телевизорот, ќе ве молам. Се исклучи, да. Еве уште еднаш да потенцираме за оние кои што се јавуваат, бидејќи навистина се создава проблем кога ќе сакате да не искомуницирате, ве молам намалите го тонот на телевизорот за да не ви се појавува неповратен сигнал и вас да ве буни, а и ние овде во студио да не можеме добро да слушнеме. Доктор Пановски, употребата на антибиотици... Значи тоа сега кажам преска, 1000 души ако се разболат, Так. во еден ден, од прилика од нив по 10 дена, 30 завршуваат во болница и добиваат антибиотик, бактериска пневмонија. Иначе од тие 1000, прилика 150 имаат потешка клиничка слика и дел од нив одат во болница. Так. Што се случуваше кај нас? И уште се случува, меѓу тоа беше Веднаш масово. антибиотици на сите им се На дава. сите им се даваше, дури на контактите, па дури земи си превентивно. Значи врска немаше како... Ја разбирам да паниката трае месец, два, три, да правиме сите глупости, кои што СЗО не знаеш, со маските луташ. Ама да година и пол се тера тоа. Да. И Малку фала е Богу што ова е прва апсурдно, реченица од Малмет, што е спомнато. Што веќе да излезе со реакција. Пак ги спомнува пациентите дека сами взимаат, меѓутоа покрај тоа главен проблем не се само матичните, туку предлогот од субспецијалистите да се даде. Има точно критериуми кога треба и како да се припише антибиотик. Некој ќе го даеме за џабе, ама бар да има сомнение дека има, ама без никаква мирна крвна слика. Се мирно навистина нема. Ајде да слушнеме кој е на линија. Кратко прашање, конкретно ако имате, повелете.
Повелете. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Дали имаме некого режија? Немаме? Добро. Има? Ајде. Добро вечер, повелете. Добар ден. Повелете. Конкретно прашање само ќе ве молам во интерес на времето. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Значи ние ве слушаме, Дали ме повелете. слушате? Да, ве слушаме, повелете. Не знам зашто не слуша Имам гледачки. прележано корона. Добро. Говорете, ве слушаме. Ве слушаме, говорете. Не сум вакцинирана. Добро. Сакам да останам бремена. Добро. Колку време по вакцинирање може да почнеме? Работите на проблемот. Ама не сте вакцинирани, рековте. Не сте ја прележани. На кога сте прележале? Не знам зашто не можеме да се разбереме со гледачката. Дали е се уште на линија? Да? Не слушате ли, господјо? Добро, ќе одговориме Да, на прашањето што беше. Ајде, Иве, доктор Пановски, Значи- ќе го каже неговото мислење. И бремените, според Така. производителите, особено нови кај наши има вакцини Pfizer, може да се вакцинираат во било кој време. Ние сепак даваме на резерва првите 3 месеци кога се создаваат органите за секој случај, ако нема Така. податоци дека е штетно, во случајов бидејќи има време да се направат тие 2 дози од вакцина за кои треба 3 недели, значи иако кај прележани нашите искуства и светските се дека е доволна една доза Pfizer, меѓутоа кои треба заради тие да не знам како да ги наречем потврди, посулчиња, Да. сертификати, тогаш нека ги, ако ги прими двете по 2 недели, Може веќе веќе да. создадени се антитела и апсолутно може да се обиде, сосема. така. И Добро. добар е пристапот да прво се вакцинира, после да се прави Така. тоа. Ако Подобро веќе, да ако веќе мисли да се планираат, вакцинира. Добро, добро вечер, повелете. Дали Ало, имаме? добро вечер. Повелете. Конкретно прашање. Поздрав до доктор Пановски. Почит кон него. Благодарам. Имам едно прашање. Оперирана сум од анеуризми 3 пати. Една класична операција и 2 колинг. На десна страна со шавој, а левата страна со 2 стента. Аплицирав за уште летоска за вакцинирање, меѓутоа ми се јави веќе анеуризма со тромб во главата. И сега сум се оперира, не се вакцинирав, меѓутоа сум оперирана пред 2 месеци со тромбот, да речам, и анеуризмите, и стентои ставени. И сега имам тромбозирани вени. Дали јас смеам да се вакцинирам или не? Добро, ви благодариме на прашањето. Добро, јас одговарам тоа што пише во литературата, значи добро е да даде мислени трансфузиолог или хематолог, меѓутоа од тоа што не е контраиндикација вакцината. Се разбира дека во овој случај треба да се следат тие димери да не има некои проблеми понатаму, значи нема поврзаност. Вакцините, едно од несаканите докажани дејства, најмногу кај AstraZeneca беше тоа, е Така, и да. создавање на Мисля, че и Джонсон дека на имаше. тромби Джонсон и Джонсон, значи на милион, два, тројца ќе добиат. Така, Меѓутоа нема поврзаност дека тие што имаат склоност кон тромби подобро почесто да напротив добиваат некои кои се млади, Воопшто девојчиња нема, да речеме да, беше да. за AstraZeneca и така, беше да нема и случај поврзаност. тоа, Дека ако имате тромби склоност, дека тоаш не треба да се вакцинира. Напротив, се јава апсолутно необјаснимо како некоја автоимуна, некоја реакција кај сосема здрави луѓе, затоа не се даваше, оправдано или неоправдано, и кај нас над помлади од 50 години.
Значи во Така да случајот во случајов не гледам причина да не се вакцинира. Така. Баш заради состојбите така би требало вирусот да би се бил вакцинира. на 1000, 100.000 пати поопасен. Добро, добро вечер, ајде да слушнеме кој е следен. Дали се слушаме? Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Намалете го само тонот на телевизорот и може да говорите во студио да ве слушнеме. Па јас ве слушам сега тихо. Ајде, повелете, повелете. И сега вака ќе ви кажам дека сум прележан од COVID-19 во април месец. Добро. Вакциниран сум исто во септември месец. Втората доза е на 30 септември. Така. И сега ќе треба на дека во јануар да се вакцинирам со трета доза. Добро. Не е тоа проблемот. Проблемот Што ви е прашањето конкретно? Ми е тоа што како да кажам стално се изнесуваат некои работи што луѓето ги ставаат во двоумење дали да се вакцинираат со трета доза или да не се вакцинираат. Јас сум и со лично мислам дека треба да се вакцинирам со четврта доза. Добро, господине, имате ли конкретно прашање зашто овде сега емисијата не е во смисла вие да го кажувате мислењето, меѓутоа ако имате прашање конкретно поставите бидејќи нели не ни трае многу емисијата, сакаме еве и повеќе гледачи да вклучиме. Имате ли конкретно прашање? Мислењето. Добро. Добро, фала ви на вашето мислење. Сепак еве доктор Пановски е тука и го кажува онака како што нели Да, за трета доза има различни мислења. Да, обично се случај смета овде кај имаме возрастните, прележан Да. и вакциниран, не мора да се брза. Се Так. не го прашаме со која вакцина. Во секој случај кај нас по 3 месеци исправно е тоа, кај кинеските вакцини побрзо паѓа имунитетот. Така. Иако не се кажува јавно, хоспитализирани смртни случаи, во Србија го кажа, е почест кај кинеските, затоа кај нив само 3 месеци. Ако е он вакциниран со Pfizer, Тогаш може и подобро. може и понатаму и он фактички е позаштитен од мене што имам 3 дози. Така бидејќи е и прележа. Прележан и вакциниран е најзаштитен и не мора да Така. се за трета Справува. доза. Секако дека треба тие што имаат придружени болести што се Така, кажавме повозрасни. тие што се со коморбити. А за помладите има коморбидитети и различни хронични мислења дали заболувања, мора да. трета или или не мора, бидејќи вакцините кај нив и да се разболат ќе пројде полесно и тоа ќе му биде фактички како вакцина, да. ќе има комбинирано како што Така. има. Ајде да слушнеме кој е на линија, кратко по конкретно прашање, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Јас ме интересира за вакцините. Јас имам добиено во мај кинеските. Добро. И во јуни. А и прележав сега во септември. Добро. Еве до сега говореше доктор Пановски дека вие сте позаштитени сега. сега. На линија, затоа сакам да прашам дали треба, а антитела имам преку 2000. Добро. Дали треба да се вакцинирам со трета доза Добро. или не? Ви благодарам. Благодарам. Вие сте пример дека кинеските во септември веќе не ве заштитиле колку што требало. Може ве заштитиле од не дај Боже. Сега не може тоа да тврдиме никој. Така. Меѓутоа прележувањето како такво, а не мора да брзате со вакцина, имате сертификат, навистина создава подолг имунитет и тој паѓа, меѓутоа не така брзо како со кинеските вакцини, така да имате и доказ за антитела, нема потреба од брзање. Во секој случај, како што кажав, преска барем 6 месеци може да почекате. Така, докторе, не можеме ништо да дона што планиравме да кажеме Добро, поради сега, гледачите, ако ама ајде има уште тоа малку непредност. време ќе им дадеме, па некако тие последни Добро. 10 минути ќе ги употребиме за да го кажеме она што го мислите. Дали има гледач, повелете кратко конкретно прашање? Ало, Повелете. добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостинот и до вас. Така, повелете прашањето. Сакам да го прашам гостинот. Ве слушаме, Повелете. говорете. Сакам да го прашам гостинот. Јас прележав во декември месец, Добро. Лани. почетокот на декември прележав ковид. А дојдов во мај
мај месец ја примив првото, па во јуни втората доза на, мислам, Добро. ревакцината. Ме интересира, кога можам сега повторно... Дали примивте кинеска вакцина? Молим? Дали примивте кинеска? Добро. кинеска. Тогаш веќе ќе треба, доктор Пановски, нели веќе? Да, може. Да, може сега веќе Ако да не примите. сега, во јануари, февруари може. Значи, може. Може, за секој случај, да. Ништо, поздрав и секој е добро. Значи, горе-доле се истите прашања, доктор Пановски, Да. прележан, па ковид. Повеќе сите се скоро прележани да. што се јавија. Тие најмногу се интересираат. Ајде да слушнеме кој е следен, уште тројца гледачи ќе вклучиме, па потоа ќе престанеме тука за да можеме она да го проговориме за кое што го викнавме доктор Пановски. Ако има некој на линија ќе го вклучиме. Имаме ли некого на линија? Дали имаме? Ајде уште овој гледач, ако не ќе го вклучиме, па ќе оставиме простор за она да за ние што планиравме да проговориме, бидејќи нели горе-доле очигледно се истите прашања околу вакцините, сите се интересираат. Ајде уште овој гледач ќе го вклучиме, за другите ми е жално. Ајде по некоја следна прилика повторно ќе се обидеме нели да. Добро вечер. Повелете. Да. Вака, би сакала да го прашам докторот. Значи Так. имам 32 години. Добро. 5 години се борам со алергии, имам премногу алергии на храна, на пролетни алергии, на лекарства. Така. Сакам да се вакцинирам, меѓутоа докторката, значи кожниот лекар ми кажа дека ќе морам да примам терапија за анафилакса пред да се вакцинирам, бидејќи сум високоризичен пациент. Добро. Ме интересира дали има разлика од вакцина до вакцина која би можело да ја примам. Така, добро. Ви благодариме. Еве малку поразлично прашање, доктор Пановски, како е вашето мислење за ова, бидејќи навистина многу има вакви случаи кои што се Пред размислуваат. некој ден се направиат 8 милиарди вакцини, а кај нас 800.000. Дали чувте дека некој заврши у болница заради алергија, дури и во амбуланта? Значи, толку е ретко тоа, а толку многу се навистина многу дискутира. ретко, да. Убаво е да бидете заштитени, повеќе од стравот може да ви се случи тоа што... Значи, контраиндикација, ако на составна елемент на вакцината сте алергични, а тоа никогаш не сте пробале да... Така да, ако примите пред, а и да не примите пред, после тоа навистина тие се љубезни на пунктот кој ќе им кажете за што се работи. На секој 5 предпазливи минути се навистина, проверуваат, и ако нешто, не дај Боже, се случи, ќе дадат сите антишок терапија што треба. Кажувам дека до сега ја не сум чул, а со нив сум у контакт, одам да се вакцинирам, дека нешто паднали у несец. Што тоа е сепак, дека имале многу е. такви состојби, а навистина има многу луѓе што денешно време Се алергични. полесно ќе изброиме тие што не се алергични. Меѓутоа, ако кожниот рекол и претходно, уште повеќе ќе бидете заштитени. Ретки се случаи кај што се дава во болнички услови, па специјално и така натаму вакцина, меѓутоа и тоа стои како можност. Меѓутоа мислам дека вие не сте у таа категорија, туку дека треба да постапите како што ви кажал вашиот кожен лекар. Така, веќе од овој момент нема да вклучуваме гледачи, значи не се надеваме дека некој следен пат повторно ќе не удостои доктор Пановски со неговото присуство, па ќе можеме да ви излеземе во пресред. Мораме да го проговориме она за кое што ве викнав. Значи, веќе кажавте и претходно дека премногу антибиотици се дава, а така не се лекува вирус, знаеме како се лекува вирус. Да, значи што се последиците, морам да им кажам. Така, кои се последиците во однос на тоа што за ова и вие за ковид кажувавте? зборуваме и воопшто, меѓутоа Да. за ковид кој ќе дадете лек во двојни дози и 2 лека на здрав човек, инфицирани нема симптоми, иако има симптоми, не е важно, се уништува 13-тиот орган веќе признат во човекот тело, се кажа микробиом. Тоа се бактерии кои живеат во нашиот дигестивен тракт, пред се во дебелото црево, така во наречени устата. добри. Добрите бактерии мора да се уништат, ако долго време се дава, кои не штитат од лоши бактерии. Значи, една од главните заштити се ти, ако тој пациент, а сите примиле, заврши во болница, таму има болнички бактерии. Уште кои ќе ме стават маската и не дај Боже да го стават на инвазивна, значи, замислете дека во неговата уста огромната војска стражари, што е нашата уста има 100 милиони бактерии во плунка. Значи, се што ќе влезе, тие бактерии не му дава да се размножи, веќе тие се староседелци, не го пуштаме овој да се насели тука. Така. Вие кој ќе отидете негде у гужва, ако не ве сакат,
добро жив да ќе избегаат, иначе Така. не може да се размножат. Ако ние ги уништиме тие, они имаат простор да се размножат, најчесто тоа се тие отпорни бактерии на антибиотици, бидејќи вие сте под антибиотик, меѓутоа таа не и пречи антибиотикот, кандида се насела, габичка и тие полесно, односно потешко се лекуваат, полесно завршуваат со тешки компликации, пневмонија. Тоа е една работа. Второ е финансиски без врска се трошат милиони кои може да ги дајме, да речеме, за тестирање. Така. И за што не друго на што му треба на здравството. И трета работа, со вакво давање на антибиотици, генерално ние со години, Медитеранот, се создаваат отпорни бактерии. Значи тоа што смртноста кај нас е повисока Тоа се отколку должи во на Скандинавија, меѓу другото, кој ќе добие пневмонија, не само за ковид компликацијата. Така. Направо сообраќајка, добил сепса, се должи на тоа што во нашите болници обстануваат отпорни бактерии. Ние имаме бактерии за кои не постои лек. Така. Значи може да најдете бактеријата у крв и на се што постои во светот, таа е отпорна. Така. И чекаме да организмот евентуално Се избори сам. се избори сам, и затоа треба да, и тоа е глобален проблем, бидејќи како што се шири вирусов и бактериите кога одиме ние преку граници, ние од југот им ја носиме таму кај што они успеале да сочуваат осетливи бактерии и често пати ги контролираат. Нас, ако одиме у болница, одма ни прават бриси да не сме носители на некоја таква отпорна бактерија. Тоа се тие накратко, мислам, работи кои, значи, кога ќе се каже за мене дека не ги сакам антибиотиците, е најголема глупост. Јас сум еден од ретките што ги сака и почитува. Тие се чудото на 20 век. Така, меѓутоа да се Бидејќи даваат немаме непотребно. нови, се исцрпи фармацевската индустрија, значи нешто што е вредно треба да го даете кога треба. На вистина кога треба, да. Ако ви имате оружје, не знам какви куршуми ги спукате Така. во празно, нормално дека не ги сакате. Не, Така, доктор Пански, значи, треба да пукнете кога треба. Кога е препорачено да се даде антибиотик? Еве, не мора сега говориме за ковид, меѓутоа воопшто во најчесто- најчесто се дава- секојдневието за што конкретно и кога најчесто според се што? злоупотребуваат за респираторни инфекции. Значи Добро. 95% од инфекциите на горниот респираторен тракт, најчестите инфекции кај луѓето кога киваат, кашлаат, им тече носот, се вирусни. Значи ако тече носот, ако кашла, сува кашлица и така Така. натаму. Ако ливните јази не се зголемени, најчесто е вирус. Така. Особено шмркање и така. Ако тоа трае поише од 10 дена и се влоши, со болки овде во главата, тоа може да е синузит, Добро. за кој треба, Антибиотик. тогаш треба. Не на сите сега денес како има 20.000, утре ќе има сигурно со настинка, на сите И да на им сите дајме. Ќе им антибиотик, дајме на така. 200 што ќе добијат компликации. Нема да ги заштитиме на тој начин. Туку ќе создадеме она што кажа резистентни. Не се дава превентивно. Така. Дали Се треба дава крвна слика кој- да се провери, па според Да, крвната слика апсолутно. Значи, најдобро е особено да кај се децата, препорача, крвна слика многу едноставно. Штета што тој ЦРП не е бесплатен, може за ковид сега е бесплатен. Значи, ако има покачен ЦРП над 100, Добро. најверојатно е бактериска инфекција. Дури за пневмонија, над 100. Така. Иако нормално е до 3. Значи, многу треба да се покачи. Ако е покачена седиментација, има и се посложени, како што Така, прокалцитонин, тестови кои не може се поскапи. Леукоцитите, особено неутрофилите, се зголемени. Се тоа. Меѓутоа, кога големе за респираторни инфекции, ако пациентот го боли грлото, Така. има температура, добро може да има и кај другите, има цервикални лимфни јази се пипат, има и не кашла, не кашлат, и не е дете до 3 години, бидејќи многу ретко добиваат стрептококна ангина. Тоа е Така е. стрептококна ангина. Дали ќе земеш брз тест, дај му антибиотик него, ама дај му пеницилин, овој Така. природен, да нема тешкоти. Така. Може да земете бриз, ако утре да испадне негативно, прекинете го. Или почекате, зависи од состојбата. И кај ангина, за разлика од настинка, пациентот е легнат и така. Друго е сега пневмонија, за неја треба малце повеќе испитувања рентген, меѓутоа треба да има вакви знаци, индикатори дека е бактериска инфекција. Тоа е најчесто кај уринарниот тракт не е проблем, вирусите не предизвикуваат уринарни инфекции. Така. Лесно се зема уринокултура и така натаму, че кој има симптоми на цистит, најверојатно е ешерихија, треба да се даде лек на кој ешерихијата осетлива, меѓутоа не во Данска, туку кај нас. Кај нас таму е осетлива на ампицилин. Кај нас ако дајете ампицилин,
нема да му помогнете на пациентот, за жал сме го давале премногу и веќе тој нашите ешерихи што биле осетливи на ампицилин, виделе дека тука не може да живеат, останале тие што се размножиле, тие што се отпорни. Тоа е таа селекција, разбирате? Со давање ние селектираме, а баш како во дигестивен трак човекот и животните, бактериите може да се ја пренесат, гените да се ги пренесат една на друга, замислете, тоа е. Никој не го предпоставил. Така, тоа е еден од главните проблеми за кои сега помалце се мисли дека трае ковидот. Лани самиот ковид го намали употребата на антибиотици генерално, сличи што кај нас што се дава овие два, не знам, мислам да кажам, сулудо, и се уште некои упорно го дават. Тоа тие луѓе се слични како овие што се гледаш од преска, што мислат дека ова е нешто. Не постои короната. Значи имате доктор кој не ја признава медицината и протоколите и се лечи по свој. Производителот вика една доза, овој вика 2 дози. Така, да. А сите добро знаеме дека самиот производител би бил интерес да дае поише да се потроши лекот. А меѓутоа навистина многу се користеше азитромицинот во лекувањето на ковид и многу има последици луѓето од употребата на антибиотици. Би сакала и збор два да кажеме за актуелната состојба со омикрон вирусот. Веќе присутен е на Балканот, кај нас велат дека се уште надлежните не е изолиран. Вчера директорката на инфективната клиника кажа дека 70% исполнета инфективната клиника, дека нема потреба од затварање на училиштата. Вие пак апелиравте дека добро е децата да се повлечат онлайн. Како го коментирате ова се? Доста кај децата има ковид кој не се диагностицира и кај младите, понатаму многу настинки. Значи сега е таква период, иако лани може година и пол додат, можеше се баш овој ударен термин да малци им се олесни додат онлайн, не мораше да се распуштат, меѓутоа остануваше 10 дена. Не знаехме кога ќе се јави бранот. Некои мерки треба да се преземат пред да дојде, да. Значи, ако вчера Грција направи треба PCR, ама не ме интересира опште да сум јасна функција. Не ме интересира дали е здравство, само заради достоинство и реципроцитет, по 5 минути ја ќе воведам за патниците од Грција PCR. Па не може, они се да ни барат, ние ништо да не барат. Значи, кај нив има сој. Вчера направи рекорд по смртни случаи, ние да не им го пренесеме. Овако однесување на нашите здравствени власти е нејасно. Не беше јасно во јуни, кога немаме ни еден случај, и пуштиме да ни го донесат Делта сеот и да се случи таа катастрофа што се случи, и сега не се научили. Очигледно не сака да научат лекцијата. Секогаш грешките се повторуваат. И во август се донесе, тоа најмногу ме повреди, во август се донесе обврска која ќе ја напуштиме нашава земја, да сме правиле PCR, да сме ги заштителе другите. Значи, ние што сме топовско месо, мислам. И после тоа живи остануваат. Не знам, мислам. Па се чудат резултати на избори, не знам што. Значи, тоа се работи кои имаат влијание и на други сфери, не само на здравство. Значи, PCR само заради реципроцитет, а не зашто и треба, би се вовел. Сертификатите се апсолутно непотребни и навистина не знам на кого му требат. Па не ги признаваат, зашто и вакцинираните шират болеста. Така, да. Првично се одеше на тоа дека вакцинираните не може да се заразат, меѓутоа се испостави дека не дека скоро исто може да шират, така да сертификатот е начин да доброволната вакцина остане доброволна на хартија, а на овој начин присилна, и тоа ги збунува граѓани. Значи има многу работи, до негде и некои не сакаат да се вакцинираат. Што кажеме контрадикторност има. Ако вие вчера чуевте 110.000 во Велика Британија, која е 90% таму на 6 години се вакцинирани, не знам колку, значи многу вакцинирани луѓе. И во истата реченица кажуваат главен спас е вакцина. Така. Народот е збуне, чекај се, рекорди барат и главен спас. Сега барат да се ако гледате број на болни, расте со вакцини. Значи треба убаво да се објасни што значи тоа, дека они на 110.000 имаат 110 умрени, што е 0,1% или 1 промил, а дека Македонија на 300 има 10, што е 3,3%, или што е 330 пати повеќе од Велика Британија. Тоа треба објасна зашто, зашто тие се вакцинирани.
Па тоа секој ден треба да објаснува. Да, подетално. После народот не верува, да. Затоа треба вакцина. Така се објаснува. Да. Така да омикронот ќе заврши по мене пандемијата, само не знам како. Ако се докаже тоа од Јужна Африка дека помалку се дава смртност, само дури 30 пати, и не знам колку пати, дури 5 пати помалку се дава, а многу брзо се шири, ние со мерки се добри да не дојде одеднаш, да не се преполнат болниците. Ќе имаме четврти бран ќе биде кај нас, во светот пети се број. И сите ќе се заразиме, кој асимптоматски, кој вака, и на тој начин ќе заврши пандемијата. Како што кажуваат дека се шири, тоа би требало, што знам, имаме варичела или некои други болести, дека ако некој влезе во оваа просторија и ние сме тука тројца, сите ќе се зарази. Да, бидејќи инфективната доза е еден вирус. На овој до сега беа многу. Тоа ќе видиме се, ако не носиме маски и така натаму, и тоа не може да се избегне. Не може да избегнете еден ден. Може некој да се скрие негде, меѓутоа луѓето што работат, што се активни, што одат на школа, тие не може да го избегнат и на тој начин би се завршило, се надевам дека ќе се заврши со тоа што сите ќе се заразат, односно тие што немаат имунитет и така натаму, без големи последици и дека ќе пројде во една ендемска, сезонска, како и секој грип, така. Болест како секој грип, а ќе заврши иако има многу жртви. Сепак, меѓутоа се надевам дека ќе оди ова другото. Сега, ако ние процениле дека нема да имаме поише од 1000 случаи на ден, тоаш може да остане без мерки. Ама треба да се сигурни. А ако имаме 3-4 000, па ако до сега беше 15% да се тешки, сега нека биде само 3-4% или 5% да се тешки, тоа се веќе 80 луѓе дневно од 4000. Тоа е веќе голема бројка. И неделно тоа се 400-500 луѓе кои болниците не може да ги примат. Иако е полесна, ако имате толку многу случаи нагло, пак ќе се преполнат болниците, веќе истрошен персонал и повторно ќе имаме повеќе смртни случаи, трагедии и така натаму. Заради тоа сакате да кажете дека треба да се воведат подобро за џабе да се воведат, нека бидеме ние овој пат во грешки, па да се изедначиме, ама нема да има подобро се сгреши од има економска штета, меѓутоа нема да има човечки жртви. Така. Ако сме ние во грешка. Обратно ќе биде едното и другото. Сега треба и нов министер да имаме, па се надеваме дека тој ќе реагира. Добро, дека дојде новиот министер. Стариот треба да функционира. Треба уште месец дена, така. Така, да баш дека унутрената ќе. Да. Ајде да се надеваме дека ќе биде работата во позитивна насока, дека ќе оди. Уште повеќе што ние па и не сме нешто многу вака голема бројка на население. Има доста и вакцинирани, половина, голем број прележани, како што кажавте. Најважно е ризичните групи и возрастните да се вакцинираат. Значи, како гледате, се случува и помлади, меѓутоа, како што оди надоле многу поретко, и тука треба фокусот, значи, не дали вакцинираме прележани по месец дена и така. Фокусот треба на овие над 60, над 50 години. Така, што имаат да навистина хронични заболувања, тие да добиваат и трета доза, утре ако треба четврта. Тука треба фокусот. Зашто единствена работа многу позитивна кој е САРС е што не ги напаѓа децата. Замислете да беше смртноста на децата како возраст. Кои трагедии, да мислите да имаме ние, не дај Боже, 1000 дечиња мртви. Мислам, едно кој ќе биде па е трагедија. Трагедија, да. Значи тоа е релативно млади што почина со некои ма замислете да се тоа и секој живот исто, меѓутоа тие кај децата е страшно. Кај децата е навистина. Толку од времето, многу ми беше драго што прифативте да бидете мој гостин денес. Се надевам дека еве соработката ќе остане, па бидејќи имаше и нели голема како да кажам заинтересираност со страна на гледачите, ќе се согласите некогаш повторно да дојдете во студио, пак еве да им отстапиме простор да одговарате на нивните прашања. Ви благодарам, навистина беше задоволство. Благодарам на поканата, ми беше пријатно. Почитувани гледачи, тука завршуваме за денес. Се надевам дека бевме од ваша корист и во однос и на информациите и во однос на оние кои што успеа да не добијат. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.